Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Тутунарите се жалаат на нелегален откуп. Ист тутун се откупувал два пати. Годишната реколта на тутуно 90% откупена. Прилепи прилепчани се бора за спас на Виктор, 26 годишен татко на неколку месечно бебе на кому му е откриен тумор на мозокот. Повик за бойкот Стоп за високите цени. Македонските граѓани се организираа за бойкот на маркетите во петок 31 јануари. Еко групата за спас на Прилеп во номинираните 13 величенствени имали глас граѓанинот да се избори за заштита на животната средина. Во Новаци пронајдено починато лице на возраст од 46 години. Времето денеска, утрото магливо, преку денот сончево, со температура до 11 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Отворете кој да било текст на нашиот портал и притиснете на банерот насловен 13 величенствени. И гласајте за луѓе и компании кои ставиле медиумски впечаток во 2024 година. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Кој е за вас најдобриот? Избираме заедно медиумски највпечатлива личност или компанија која дала најголем придонес во заедницата за 2024 и за која јавноста пројавила најмногу интерес. Но и за 5 млади луѓе кои ќе го привлечат најголемото медиумско внимание во 2025-та. Бидете и вие дел од манифестацијата на Радио Пела 13 величенствени. Заедно да ги избериме медиумски највпечатливите прилепчани. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Годинашната реколта на тутуно 90% откупена, но тутунарите се жалаат на нелегален откуп, велат ист тутун се откупувал два пати. Прво да ви кажам дека откупот е при крај, негде околу 90% е купен тутуно, останати се уште 10%. Причините за зголеменото производство има повеќе причини. Прва причина е една од продолжената вегетација при самата берба на тутуно, второ е купување на влажни тутуно и трета работа е калото на неодбивањето калот на картоните. Причините се за мене тие се за толкаво големо производство. Во моментов тоа е негде околу 20, последните податоци за што ги имам јас е 23 милиони 435.000 килограми тутун. Има многу причини, како што и потенцираше и председателот. Има многу причини влажниот тутун, има и неодбивање на кало, а количините веќе се, како што рече и председателот, тука се ние представувавме дека има 20 милиони килограми, така да повеќе како зголемување не верувам дека ќе има. Ќе се зголеми тутунопроизводството, има интерес? Интересот е, може да се зголеми, ама има многу причини, веќе и народот го снема веќе тука. Останува само од 40 години што го работат тутунот, постарата генерација тие го работат тутунот. За зголемување драстично тоа е тешко нешто дека ќе дојде до такво нешто. Но стабилизирање на производството? Стабилизирање на производството може, само да не биде пониско од ова класа, пониско 400 денари, но зголемувањето само така може да го добиеме.
Прилеп и прилепчани се борат за спас на Виктор, 26 годишен татко на неколкумесечно бебе на кому му е откриен тумор на мозокот. Потребните 73.000 евра за оперативниот зафат во Турција се забрани за 24 часа, но акцијата за помош продолжува. Младите од Прилеп денес во акција за помош на Виктор. Денес овде Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН од Прилеп постави една кутија за донации каде се собираат парични средства за нашиот сограѓанин и пријател Виктор, кој итно треба да се лекува во Турција, бидејќи му е диагностициран тумор на мозокот. Операцијата е навистина многу итна и треба да се собере голема сума на пари. Во овие 2 дена сакам да истакнам една благодарност до сите прилепчани и до сите граѓани на Македонија кои донира и навистина се собра една голема цифра на пари, но сепак не треба да застанеме тука затоа што знаеме дека потоа следува процес на рехабилитација, на лекување и сето останато со цел Виктор да може да си го помине животот нормално заедно со своето 4-месечно бебе и својата сопруга. Апелираме до сите граѓани, до сите прилепчани да се приклучат на низата настани кои овој период ќе бидат организирани низ градот Прилеп, посебно во предстојниот викенд, каде ќе можат на секаков начин да донираат. Отворен е и телефонски број 143-467 на операторот А1. Наедноставно може таму да донираат 100 денари и исто така во сите локали низ Прилеп да остават донација кој колку што може. Ја поздравувам иницијативата на сите стопанственици, на сите оние кои што имаат локали низ Прилеп, кои гледам дека деновиве одреден дел од прометот го донираат, имаат поставено кутии, навистина на различни начини се обезбедуваат што повеќе средства со цел Виктор успешно да се излекува. Екогрупата за спас на Прилеп е во номинираните 13 величенствени. Имаат ли глас граѓаните да се избора за заштита на животната средина? Називот, ова е, можам да кажам и втор назив, почна како спас за Каракамен и почна, тоа беше 2023 година, крајот на 2023 година, негде крајот на месец октомври, кога од страна на една странска компанија, позната по светот по експлоатација на минерални, на извори за питка вода, по експлоатација на минерални суровини и така натаму, кога беше нападнат еден од, па не би рекол ретките, него единствен локалитет со геолошко значење во светот. Значи, кратко можам да кажам, на 4 километри квадратни тука имаме на тој локалитет под називот Каракамен се наоѓаат повеќе од 50 разни видови на минерали и кристали. Тоа беше и самиот почеток во одбрана на нашето благо, а воедно би требало да спомнам дека локалитетот Каракамен представува и археолошко наоѓалиште, археолошки локалитет кој датира од времето на неолитот. Повик за бојкот Стоп за високите цени. Македонските граѓани се организираат за бојкот на маркетите в петок 31 јануари. Очекуваниот можен бојкот на маркетите и во Македонија е топ тема во медиумите, но и на социјалните мрежи. Како и во Хрватска, Босна и Херцеговина и Црна Гора, и во Македонија граѓаните на социјалните мрежи се повикуваат на бојкот на маркетите овој петок 31 јануари. На Facebook се појави и групата Бојкот Стоп за високите цени на храната, која за еден ден веќе има над 600 членови. Стоп за високите цени на храната по маркетите, стоп за огромниот профит на поединци врз грбот на народот. Да се здружиме сите заедно, бидејќи нема кој да не заштити, стои во описот на групата. Премиерот Мицкоски тврди дека има разбирање за бојкотот на маркетите и дава поддршка како председател на ВМРО-ДПМН. Во Новаци пронајдено починато лице на возраст од 46 години. Вчера во 21 часот во полициската станица во Битола било пријавено дека во куќа во село Кравари Битолско било пронајден починат БК 46 години од село Живојно, општина Новаци, со престој во село Кравари.
Смрт без видливи траги на насилство, констатирал лекар од итната медицинска помош Битола, а по наредба на јавен обвинител телото на починатиот било дадено на обдукција. Увид извршила увидна екипа на СВР Битола, информираат од СВР Битола. Временска прогноза. Времето денеска во Прилеп магливо, преку денот сончево со температура до 11 степени Целзиусови. Во следните денови времето ќе биде релативно топло за овој период од годината, а по котлините магливо и постудено. Утре, попладне, во вечерните часови и во текот на ноќта кон четврток ќе има повремени врнежи од дожд со слаб до умерен интензитет. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, јануари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Девески.